Додека сите се удираат во гради колнејки се во екологијата, две студии донесуваат поразителни податоци за влијанието на електрификацијата врз вкупното загадување на воздухот. И двете се од Америка, извршени сосема независно една од друга. Првата се однесува на потрошувачката на гориво. Според неа, лани во Соединетите држави електричните и плагин хибридните возила придонеле таа да биде намалена за 690 милиони галони, односно 2,6 милиарди литри во споредба доколку тие би биле со класични мотори. Импресивноста на оваа бројка сепак спласнува кога таа ќе се смести во реалноста која кажува дека толкава количина гориво американците трошат за помалку од 2 дена. Или во проценти изразено, електрифицираните возила заштедиле едва и 0,54% од вкупната количина гориво која годишно се троши таму. Според статистиките, во Соединетите Американски држави циркулираат околу 280 милиони возила, од кои нешто повеќе од 3 милиони се електрични и плагин хибриди. Се проценува дека тие лани во атмосферата испуштиле 5,4 милиони тони јаглерод диоксид помалку, што не води кон втората студија која се занимава само со Сан Франциско и околината. Според неа, во оваа област, во периодот од 2018 до 2022, вкупните емисии на овој штетен газ се намалувале во просек за 1,8 од 100 годишно. Иако и индустријата и домакинствата имаат удел во тоа, најголемата заслуга сепак се припишува на електричните возила. Колкава е таа, заклучете сами, имајќи предвид дека Калифорнија воопшто има една од највисоките стапки на прифаќање на електричните возила. Не треба да се заборави и дека 2020-та беше пандемиска, кога ништо не работеше, а луѓето не излегуваа на улица.